Во две сали истовремено дебати на два фронта. Собранието уште повеќе го забрзува темпото за носење на законите за коридорите 8 и 10D. Додека на пленарна седница стигнаа измените на Законот за работни односи, пратениците требаше да се клонираат за да можат истовремено да присуствуваат на комисиската расправа за Законот за градење, па се створи тотален хаос по собраниските ходници. За опозицијата ова е кршење на деловникот, за власта немало ништо спорно во процедурата. Ако се земе во предвид како се одвива расправата во изминатата недела, се поизвестно станува дека власта ќе ги отфрли сите критики. Опозицијата остро реагира дека со Законот за работни односи се удира по грбот на работникот и ќе се дозволи работна недела од 72 часа. Власта се правда, работниците ќе потпишувале дали сакале да работат прекувремено. Министерката за труд и социјала конечно се одважи и дојде на дебатата, ама не се пријави за збор за да ја објасни на јавноста што предвидува законот, каде потпис стави незиниот заменик. Ова не е прашање од јавен интерес, ниту прашање од национален интерес. Јас не знам веќе која држава и која организација не ни посочи дека националниот интерес на оваа држава е rule of law, владење на правото. Овие законски решенија треба да ги надминат сите овие дефекти во кои овие години сме биле, сите сме ги увиделе, бројките еве кажуваат. Јасните пораки од Европската унија да не се злоупотребува европското знаменце, кои во неколку наврати беа упатени до владата, не ги спречуваат пратениците од власта да продолжат со Комисијата за европски прашања. Амандманската расправа стигна до Законот за градење, кој доколку се усвои, ќе значи дека ќе може да се гради без проект, а дозволи да се добиваат по брза постапка. Ова е предлог законско решение со кое се заобиколуваат редовните постапки и незнаењето на оние кои што го изготвувале ова предлог законско решение и незнаењето на оние кои што им давале наредби е дека сите овие работи можело да се завршат во согласност со постоечките позитивни законски прописи и уставот. Секогаш може да се изнете 1 милион причини да оспориме едно законско решение. Колку и да е добро тоа решение. Се соочуваме со многу критики дека нема капитални инвестиции. Еве го имаме најголемиот инфраструктурен проект. Законот за работни односи е прв кој стигна до пленарна седница. Под европско знаменце во собранието се туркаат уште 4 закони. Според најавите, расправата се очекува да заврши кон средината на идната недела.